Почитувани, добро дојдовте во уште едно интервју на Охрид Ньюз. Мој и ваш гостин денеска, директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец, господинот Љупчо Гордановски. Добро дојдовте и за вас. Добре, благодарам за поканата. Топло долго лето е за нас, работно за службите на јавното предпријатие кои прекувремено се ангажирани вообичаено во шпицот на туристичката сезона, која при сам крај па веројатно може да сублимираме како измина ова лето на тој план. Добро, со оглед на дејноста која што ја врши јавното предпријатие Охридски комуналец, факт е дека нашите служби 12 месеци во годината се максимално ангажирани. Меѓутоа, баш на топло долго лето како што го нарековте, за нас започна со потребата од отстранување на остатоците од рушевините на плажите, од дивоградбите кои што беа на плажите, и со организирањето на самото функционирање на тие плажи како ќе функционираат без концесионери. Исто така, долгото топло лето започна и со организирањето на самитот на лидерите од Западен Балкан, кој што беше исто така на почетокот на ово лето, каде што исто така се вложија максимални напори, се работеше прековремено од уредување на вегетација, чистење на магистрални патишта и на сите оние места каде што тие делегации се движеа во тој период. Што е со плажите, како одеше одржувањето со оглед на тоа дека Охрид и ова лето беше посетен во главно од домашни туристи, меѓутоа ги имаше и странците, добар дел од плажите кои имаа концесионери, ова лето беа слободни, а тоа подразбираше дека некој мора да ги одржува. Така. Значи, веднаш по рушењето на плажите, ние како јавно предпријатие дадовме наш придонес, значи ангажиравме максимален број на луѓе и цела потребна механизација со која што располагаме во овој момент, да помогнеме во отстранувањето на шутот и на останатите работи кои што се наоѓаа на тие плажи. Веднаш потоа локалната самоуправа тие плажи ги посипи со песок и после тоа ние како јавно предпријатие на секој од тие плажи поставивме корпи за отпадоци и поставивме дежурни служби во две смени, значи прва смена и втора смена за навремено чистење и отстранување на остатоците од отпадот. Доволно беше тоа? Тоа беше доволно и мене ми е навистина драго што оваа сезона, значи од охридските плажи кои што повеќе не се под концесија од концесионери, него ние како јавно предпријатие ги одржававме, навистина не видовме лоши слики и лоши реакции, напротив имаше само позитивни реакции дека конечно плажите се вратени на граѓаните, дека конечно граѓаните може да слободно додат на плажа да постават пешкир и да уживаат во убавините на Охридското езеро. Гордановски, дали одржлив овој концепт на подолг рок? Сметам дека на подолг рок треба да се превземат поинакви активности, односно да има концесионирање, значи да се издадат плажите на концесија, меѓутоа под строги услови, да бидат на краток временски период и да немаат цврсти градби, затоа што ако некој концесионер нема долго време на концесија, нема и да вложува во цврсти градби, него се тоа да биде да речам проектирано во некој стил кој што ќе биде определен од локалната самоуправа. Свесни сте за забелешките од граѓаните кои ги има во летната туристичка сезона, затоа што фреквенцијата на луѓе е навистина голема. Често пати може да видиме полни контењери во текот на денот, оно на што најмногу се жалат луѓето. Каде е тука проблемот? Во навиките на граѓаните, во недостатокот на соодветна работна сила, механизација и така натаму, или може би на двете страни подеднакво? Да бидам искрен, значи полните контейнери мене воопшто не ме загрижуваат, затоа што комуналец функционира и постои за да празни полни контейнери, не празниме празни контейнери. Во период кога градот е зголемен тројно по број на жители во тој момент, значи нормално е да имате понаполнети контейнери, меѓутоа ние не чекаме само на дојдат туристите и нека бидат полни контейнерите. Значи ние во периодот пред почетокот на сезоната поставивме плюс 200 контейнери на оние локации на кои што најмногу се движат туристите, значи во централното градско подрачје и по плажите. Со доаѓањето мое на чело на јавното предпријатие, заедно со тогаш покојниот градоначелник Јован Стојановски, а потоа и со сегашниот Константин Ѓоргиевски, во јавното предпријатие се набавени возила во вредност од 600.000 евра. Така да и механизацијата не е никаков проблем. Единствен проблем е во овој период од годината, вие и сами сте и вие и сите граѓани се сведоци дека
тешко е самото движење по сообраќајниците низ Охрид со автомобил, камоли со камионите на јавното предпријатие. Знаете дека во одредени периоди не е дозволен, например, пристапот на улица Македонски просветители. Затворен е за сообраќај во одреден период од денот. Контейнерите кои што се таму чекат ослободувањето на сообраќајницата за да бидат испразнети. Тоа се тие работи кои што може би даваат лоша слика, меѓутоа јавното предпријатие работи во 3 смени во летниот период. Централното градско подрачје во 3 смени се работи, плажите, хотелите, автокомповите, отпадот се подига секој ден, иако обврска на јавното предпријатие по закон е 2 пати во неделата, сепак ние сме туристички центари, токму заради тоа секој ден постапуваме на тие места. Единствен проблем за кој што можам да кажам дека е рак рана на нашето општество, значи несоодветното третирање на отпад, односно оставањето на каба со отпад, зелен отпад, шут околу контейнерите. Значи таа е појава со која што секојдневно се бориме, меѓутоа не можеме да стигнеме едноставно. Возилата со кои што работиме, значи полнењето на возилото, одвезувањето до депонија и враќањето е отприлика 3 сати. Работното време е 7 часа, значи ние ќе направиме да кажеме 2 максимум 3 тури. А таков отпад толку се ваѓа што верувајте дека 50 тури дневно се малку. Има ли решение за тоа? Ние за таа цел, значи пред отприлика 20 на дена направивме едно депо во рамките на работната единица механизација, пуштивме известување преку медиумите, во кој што депо ги повикавме граѓаните бесплатно да го депонираат таквиот отпад, кабастиот отпад и градежниот шут, затоа што ние сами ќе го одвезуваме до депонијата. Ама полесно им е да го стават покрај контейнер. Сега сакам да ви кажам дека некаков одзив има, меѓутоа тоа е да речам можеби 20 до 30% од она што се остава по градот. Значи одзивот не е доволен. Јас тука би ја повикал комуналната инспекција, значи малку да биде поагресивна да кажам, затоа што факт е дека единствен начин да се спречи ова е да има санкции према несовесните граѓани кои што несоодветно третираат отпад. Како оценувате јавната хигиена, воопшто зборувам за хигиената на самите коловози, тротоари и така натаму, имаше забелешки во тој поглед секакви возила се движат низ охридските улици. Но ние како јавно предпријатие, значи сите добронамерни критики ги прифаќаме и сугестии и постапуваме по нив. Меѓутоа сметам дека имаме значи успешна туристичка сезона, како јавно предпријатие мислам дека добро се справивме и со отпадот, и со јавната хигиена, со метењето на јавните површини, косењето на сообраќајниците и на останатите простори, како и со миењето, затоа што секојдневно 2 цистерни на јавното предпријатие Охридски комуналецки мијат јавните површини и улиците низ цел град. Може подобро секогаш, што? Се разбира дека секогаш може подобро. Спомнавте пред малку, ќе ве навратам уште еднаш на тој проблем, а тоа е проблемот на насувањето на луѓето и непостапувањето на соодветните инспекции. Казнет ли е некој воопшто за еколошки инцидент, за несоодветно одлагање отпад, загадување и така натаму? Јас немам таква информација, значи тоа не е во надлежност на јавното предпријатие, тоа е надлежност на други служби во локалната самоуправа, односно комуналната инспекција, инспекторатот. Јас се надевам, значи немам желба да бидат граѓаните казнувани, меѓутоа гледаме дека дефинитивно тоа е единствен начин за да преминеме веќе во друга фаза каде што граѓаните ќе почнат соодветно да третираат отпадот. Во овој момент какви се капацитетите на јавното предпријатие? Спомнавте дека располагате со, како што рековте, доволен број на механизација, зголемен број на садови за собирање отпад и така натаму. Што е со работната сила, најавени се нови вработувања, соодветни ли се, ги слушате критиките веројатно од јавноста, од опозицијата? Значи, како јавно предпријатие, веднаш сега со распишувањето на изборите имаме забрана за вработување по сила на закон, меѓутоа оние вработувања за кои што се реагираше, најмногу од страна на опозицијата, се работеше за вработувања пред летниот период, се работеше за околу 40 вработувања, сезонци кои што беа ангажирани во најголем дел за одржување на плажите. Јас и на дебата на Совет на општина Охрид ми беше поставено прашање дали доколку е ваша приватна фирма би ги вработили овие луѓе, па јас ги прашав дали доколку вие го водите јавното предпријатие би ги оставиле плажите без луѓе кои што ќе ги одржуваат. Значи тие се вработувања од кои што имавме стварно вистинска потреба. И токму тие луѓе го понесоа товарот за чистење на плажите и на повеќе локации. Знаете дека 1 и 2 август имаме на 6 на 7 локации истовремено концерти.
Значи никој не запрашал како сето тоа е на Сабајле чисто. Значи никој не се заинтересирал. Касарна, антички театар, стадион, градски базен, Немо плажа имаше таму филмски фестивал некој, значи сето тоа е навремено постапено и изчистено. Сето тоа некој го изчистил и за сето тоа биле потребни луѓе. Токму затоа тие луѓе се вработени. За жал сведоци сме годините наназад на многу девијантно однесување на поединци, на уништување на јавните добра, не само на садовите за собирање отпад, клупи, реквизити, детски игралишта и така натаму. И ова лето се соочувавте со слични проблеми. Има ли крај на сето тоа? Повторно, значи, она што како најголем проблем се јави на јавното предпријатие Охридски комуналец беше неможноста на нашите вработени во раните утрински часови, бидејќи метачите од јавна хигиена започнуваат во 5 часот наутро, кога се уште на градскиот плоштад и околу, значи има се уште млади групи на луѓе кои што навистина ги малтретира нашите вработени, не им дозволува да работат. Меѓутоа, со првата наша реакција до МВР, веќе тој проблем беше надминат и после тоа ги немавме тие проблеми. Остана проблемите од типот на фрлени големи количини на отпад во езерото, искршени канделабри, клупи. Иако можам да кажам дека оваа година можеби бројот на такви појави не беше толку голем како минатата година, меѓутоа сепак ги имаше. И стварно представува проблем, меѓутоа ево сега заедно со локалната самоуправа во текот на минатата недела менувавме, поставувавме нови клупи, нови канти за отпадоци, меѓутоа се надевам дека овај пат повеќе ќе траат, бидејќи сепак тие се за добробит на граѓаните. Проблем на општина Охрид не од денес, не ниту од вчера, долги години е депонијата во Буково. Проблем воопшто на Македонија се депониите на југозападниот плански регион. Секако немаме се уште регионална депонија, нешто што е на хартија, можеби повеќе од една декада, најавувано, меѓутоа никако да се реализира. Буково е покомплексен проблем и од причина што тоа е обврска на општина Охрид и на државата од УНЕСКО се разбира за санирање на таа депонија која се наоѓа во сливот на Охридското езеро. Нема да зборуваме за сите нејзини опасности, за опожарувањето, проблемите кои таа ги создава, грдата слика, меѓутоа пред се загадувањето на животната средина е во прашање. Кога е возможно да се очекува решение, дали има план за санација на депонијата Буково и каде ќе се санира отпадот од Охрид и од југозападниот плански регион? Со самото доаѓање на местото директор на јавното предпријатие, значи еден од најголемите проблем со кој што се соочив беше депонијата Буково. Како што кажавте, значи тој проблем датира од поодамна, не е сегашен проблем. И тогаш во договор со сега покојниот градоначалник Јован Стојановски изработивме проект. Со тој проект требаше во местноста Малцкер, во депонијата Малцкер, да се изгради фабрика за преработка на отпад. Меѓутоа, во меѓувреме, владата донесе стратегија за регионално управување со отпадот, што веднаш значеше дека кога би се направила таа регионална депонија, дали по пат на јавно-приватно партнерство, дали по пат на концесија, ние би биле задолжени тој отпад да го носиме во таа регионална депонија. И тоа што инвестиција од можеби 1,5 милиони или 2 милиони евра би била, која што ја планиравме, би пропаднала во вода се стварно големи средства. Знаете дека идејата за изработка на таа регионална депонија во Годивје пропадна поради реакции на жителите на Девица. И поради фактот што е во сливот на Охридското езеро, не треба да. Последна фаза, значи од разговорите за изработка на таа регионална депонија беше да биде лоцирана во Пелагонискиот регион и ние како јавно предпријатие и како општина, значи се уште чекаме на реализација на тој проект, кој што верувате најмногу нас ќе ни значи и од аспект на заштита на животната средина, меѓутоа и од аспект на намалување на трошоците на јавното предпријатие, бидејќи навистина иако не е депонијата таква како што треба, бара многу средства, верувате, за санирање и на она што е сега. Единствен, значи, ме прашавте што би се правило со таа депонија, нема друг начин освен затварање. Таа е многу стара депонија,
носени се многу големи количини на отпад, значи веќе е стеснати просторот каде што може нема простор за маневар на таа Како ќе депонија се санира, повеќе. како може да се санира? Хипотетички ете утре да добиеме регионална депонија, не гледам дека тоа ќе биде за брзо време. Меѓутоа ете и да се договорат општините, државата да изнајде начин да се изгради регионална депонија, како ќе се санира Буково? Во овој момент немаме ништо определено со депонијата Буково, освен што значи ќе се забрани таму депонирање на отпад. Тој отпад кој што е таложен со години, покриван со земја, нема начин како да се справиме со тој отпад. Малцкер, што ќе биде? Бидејќи неверојатно, сигурно ова не е решение. Значи Малцкер не е никакво решение, меѓутоа во овој момент, значи знаете Охрид се гради, Охрид напредува, ние додека не ни се обезбеди нас како јавно предпријатие друга локација за носење на градежен шут, значи ние немаме друга опција. Во времето на поранешниот градоначалник Никола Бакрачевски беше издадена забрана за депонирање шут на депонијата Малцкер и на граѓаните им беше дадена алтернатива бесплатно да го носат шутот на депонијата Буково. Значи тоа е нонсенс, значи таму имате фирми кои што се избрани да работат, да туркаат комунален отпад и да покриваат со земја. Вие им носите карпи, камења и нормално реагираат. Тоа е еден од проблемите. Меѓутоа, вториот и поголем проблем е тоа што на граѓаните не им се исплаќа со една приколица од 2 или 3 кубици додат до Буково и во тој период ни настана нова таква депонија, односно Бејбунар. Факт е дека проблемот со депониите е прашање кое мора да биде подигнато на многу повисоко ниво и дека ќе мора да осмислува решение не само локалната самоуправа, туку и државата, затоа што ако говориме за град кој е под заштита на УНЕСКО, стиките како таа на Буково и ова на Малцкер секако се недозволиви, меѓутоа и од друга причина што не се решение за проблемот. Посебно за Охрид, значи мора да се бара решение, бидејќи во препораките на УНЕСКО една од препораките е затворање на самата депонија, така да мислам во право сте, прашањето треба да се подигне на високо ниво, бидејќи проблемот со депониите бара многу ресурси, многу ангажман, тие ресурси ние како локална самоуправа не можеме сами да ги обезбедиме и затоа и јас не знам кога би било, меѓутоа единствено најбрзо решение што гледаме токму регионалната депонија која што треба да биде изградена, претпоставам во Пелагонискиот регион. Во развиените земји отпадот е ресурс, само кај нас е тоа што е. Причина за создавање на многу диви депонии, напомнавте, на десетина ги има во околината на Охрид, не му доликуваат на градот, меѓутоа тоа е слика на целата држава, не е тоа само, не се случува само во Охрид, токму и затоа е причина повеќе да се преземе нешто во тој правец. Конечно. Фабриката за преработка на отпад која што ја планиравме во местноста Малцкер во тој период беше фабрика за преработка на целиот отпад. Делот отпад завршуваше во компостара, делот отпадот се преработуваше во електрична енергија, значи само околу 2% од отпадот остануваше како комунален отпад кој што треба да се извезе на депонија. Што ве спречува да го направите тоа сега? Ви кажав, затоа што државата донесе национална стратегија за регионално управување со отпадот. Да, во која ништо не се решава со отпадот за сега. Да. Кои се плановите на јавното предпријатие во наредниот период? Предстојат локални избори, се разбира се ќе зависи од тоа што ќе се случува на тие локални избори, но јавното предпријатие, претпоставувам, има своја визија каде го гледате во идниот период и што е тоа што сметате дека му е потребно на јавното предпријатие Комуналец без оглед кој ќе раководи со него? Значи тоа што доаѓаат локални избори, нас како јавно предпријатие воопшто не ни интересира, ние сме посветени чисто на работата на јавното предпријатие, одржувањето на хигиената на територија на општина Охрид. Она што следува сега е раззеленување на градот. На патеката после поранешните плажи Куба Либре Кадмо веќе е направен проект и ќе се изработува еден голем парк. А исто така и ја пратиме локалната самоуправа со изработката на улиците кои што во моментов се градат. Значи, например, на Јане Сандански ќе има неколку зелени појаси, нов дрворед, исто зелен појас ќе се поставува сега и на туристичка позади гимназија, каде што дрворед е веќе поставен и слични работи. Сосема за крај едно прашање надвор од комуналната сфера и од јавното предпријатие. Вие сте активно вклучен во фудбалскиот клуб Охрид. Започна новата сезона, победа на стартот, остварена на домашен терен.
Во минатата надпреварувачка сезона завлакнал побег на првата лига, меѓутоа не треба да се жали со оглед на тоа, на начинот на кој екипата се бореше, се надпреваруваше. Стартот ветува во новата сезона, кои се очекувањата, кои се реалните можности? Добро, фудбалскиот клуб Охрид, знаете дека долго време беше замрен, воопшто не постоеше. Заборавен беше. И една од желбите на, повторно ќе го спомнам, покојниот градоначалник Јован Стојановски беше Охрид да има прволигашки фудбал. Во тоа време веќе почна да се изработува проектот заедно со Фудбалската федерација на Македонија за изградба на трибина на стадионот Билјанин Извори, која што сега веќе е во завршна фаза и за период од 10 дена треба да биде пуштена во употреба. Значи, на тој начин го оживеавме клубот, го вративме во втората лига, меѓутоа многу е битно да се каже кои се целите на клубот. Значи, ние како да, беше испуштена голема шанса минатата сезона за да влеземе во прва лига, меѓутоа не треба да жалиме, затоа што Охрид треба да има минимум стабилен второлигашки клуб. Која е целта? Целта е да сите оние деца кои што во моментов се во школите во Охрид, а ги има преку 7-8 фудбалски школи кои што се субвенционирани од општина Охрид и користат терените, да кога ќе дојдат до нивната 14-15 година, да имаат клуб каде што ќе може да продолжат во петлиња, пионери, кадети и младинци да се градат, бидејќи досега тие дечиња после 14-та година остануваа на улица. Оние кои што има родители кои што може да си дозволат, ги пушта Скопје или не знам во други клубови да се пробаат, меѓутоа 90% децата останува без можност да напредуваат во својата кариера и доколку некој од нив поседува талент за повисоко, да го докаже. Вие знаете дека и сега, бидејќи знам дека го пратите спортот, во првата македонска фудбалска лига играат доста охриѓани, кои што токму се заминати од Охрид на таа возраст од 14-15 години, а меѓутоа се деца кои што нивните родители успеале, можеле да се дозволат да ги пуштат надвор од Охрид да продолжат да тренираат фудбал. Меѓутоа тоа не може секој да се го дозволи и токму затоа фудбалскиот клуб е потребен за да може сите деца да продолжат во петлиња, пионери, кадети, младинци, па здраве тие што го имаат талентот да продолжат, дај Боже, и подале. Неопходна е квалитетна база, тоа секако го овозможува фудбалскиот клуб Охрид. Ќе ја следиме и оваа сезона, како впрочем и изминатата и останатите, се разбира успесите ќе ги следиме на фудбалскиот клуб Охрид и на останатите спортски клубови. На крај ми преостанува само да ви се заблагодарам за учеството во емисијата и да ви посакам успешна работа и натаму. Благодарам. Пријатно.